Добар ден сите почитувани представници на медиумите. Належните институции поднесоа нова кривична пријава против поранешниот градоначалник на Прилеп Маријан Ристевски, поради основано сомнение дека сторил злоупотреба на службената положба и овластување. Маријан Ристевски, кој што е претходно условно осуден за злоупотреба на службената положба, со новата пријава се сомничи дека во својство на градоначалник е овозможил на фирмата Пелатранс Доел да се стекне со противправна имотна корист од 1.200.000 евра, пари од буџетот на граѓаните на општина Прилеп. Ристевски создал услови Пелатранс да биде единствен понудувач и избрана фирма за најповолен понудувач на постапката за јавна набавка за зимско одржување на улици и патишта во општина Прилеп. Иако оваа фирма не може да учествува во постапките за јавни набавки поради неплатени даноци кон државата. Во истиот случај се вмешани и заработиле кривични пријави вработените во општината Илија Карески, Лјупшо Митрески и Иско Чупарковски, кои како членови на Комисијата за јавни набавки му овозможиле на собственикот на Пелатранс да понесе лажна документација. Тие, како членови на Комисијата од 2012 до 2017 година, одлучувале во секоја постапка за оваа јавна набавка. Во тендерската спецификација биле поставувани економски и технички услови што само Пелатранс ги исполнувала, со што била фаворизирана оваа фирма. Со кривичната пријава е офатен и поранешниот директор на јавното претпријатие за просторно-урбанистичко планирање Бранко Нешковски, кој што бил поставен за надзорен инженер, а не вршил реална контрола на сработеното и фактурираното. Инаку, фирмата Пелатранс е во собственост на Мире Синадиновски, чичко на поранешниот министер за транспорт и врски Милјана Киевски. Тоа е фирмата која што 13 години наназад ги добива сите тендери за зимско одржување на улиците, што ги распишувал екс-градоначалникот Маријан Ристевски. Последниот договор за зимско одржување на улиците помеѓу општина Прилеп и Пелатранс е потпишан на 16.10.2017 година. Односно, еден ден после локалните избори на кои Маријан Ристевски и ВМРО ДПМН ја загубија локалната власт. Почитувани, ова е начинот на кој се делеле тендерите на фирмите блиски до поранешната власт. Ваквите злоупотреби, за кои со години назад предупредувавме, а беа невидливи за власта на Груевски, сега се потврдуваат со серија кривични пријави. Беззаконието, безредието, местењето тендери, корупција и криминал беа одлика на 12 годишното владење на криминалната ДПМН. Тоа време заврши. Никој повеќе не смее да биде над правдата и законите. Македонија чекори напред, а секој што ги злоупотребил парите на граѓаните ќе одговара пред законот и бегање од тоа нема. Ви благодарам.